Од регионалниот пат Тетово Јажинце се до влезот во манастирскиот комплекс Свети Атанаси и болницата за белодробни заболувања. Лешок доби комплетно обновен пат. Жителите најмногу се задоволни зашто добија нов пат токму пред големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, кој во четврток се празнува во селото. Едно од најзначајните прашања за село Лешок. Бидејќи долго време не е нити реновиран, нити обновен, а се поголем број на луѓе доаѓаат во Лешок и од туристички аспекта во манастирот огромен број на луѓе од долниот полог стана веќе мода свадбите таму да ги одржуваат. Според тоа сообраќајот е, што знам, по моје мислење околу 10 пати зголемен. Сега мислам дека ова е за сите добро. Тоа е нешто, значи најдобро нешто што може да биде. Патот за сите мештани, за новодојдени. Супер е, одлично. Одлично е. Доаѓате од Скопје? Да, директно. И нека брезно нека продолжат. Тоа е... До сега сте доаѓале наваму? Нон-стоп секоја сабота. Представуваше ли проблем тоа што беше раскопан пат? Како не представува, гледате сега што е претходно како беше. Ова е супер. И само напред да се шири. Инвестицијата на јавното предпријатие за државни патишта со заем од Светска банка. Патот е долг околу 2 километри и широк 4 метри. Се работи за една инвестиција во ова село, инвестиција од јавното предпријатие за државни патишта, поддршка од централна власт и ние од локална власт, значи општина Теарце продолжува со реализација на проекти во предвид за 2014. Во ово село се наоѓа и болница за бели дробови, исто така и Лешошкиот манастир. Значи на 28 овде ќе биде и верскиот празник, ќе имамо гости од нашава држава, па и пошироко, и од надвор. Ова е заложба, значи, уште од минатиот состав, значи, у минатите 4 години се боревме како совет, со притисок врз градоначалникот и негово разбирање. Успеавме да најдеме заеднички јазик и да се реализира. Лешок е културен и историски центар значен за целиот регион, рече градоначалникот на соседната општина Егуновце, кој присуствуваше на настанот. Навистина со ваков потек се покажува како се гради една мултиетничка општина и чувството да никој не се почувствува обесправен во една мултиетничка општина, односно инвестициите да бидат равномерно распоредени без разлика дали се работи за македонски, албански или турски етнички населени места. Покрај обновата на патот, Лешочкиот манастир блеска со сета своја убавина и се подготвува да ги пречека сите верници кои ќе го посетат за празникот.